представата за модерна и професионална армија. Во исто време е водена сметка и за високите стандарди кои што гарантираат дополнителна безбедност и ефикасност во извршувањето на борбените задачи. Се надевам дека во наредните неколку месеци успешно ќе допоминат тестот на издржливост, кој што ќе следува фаза на целосно опремување на приходниците на армијата на Република Македонија. Реформскиот процес продолжува. Нашата армија е мала, професионална, согласно стандардите на НАТО, но затоа пак е мобилна и ефикасна и успешно се носи со предизвиците на новото време. Нашите војници рамо за рамо со мировниците од земјите членки на Алијансата. Армија одеднаква способна да се справи со сите предизвици во меѓународни рамки, но и армија гарант на безбедност на државата и на сите војници на Алијансата. Армија достојна за почит. Годинава беше изполнета со многу значајни настои. Некои од нив не направија бескрајно тажни, но имаше такви кои што направија горди и среќни. Да користам ова прилика на сите припадници на армијата на Република Македонија и на сите вас овде присутни. Да ја честитам новата 2009 година. Имате живи и здрави, радувате се на вашите седења. Нека ни е успешна армијата и вечна нашата држава Република Македонија. И благодарам. Многу важен за мене е тоа што повеќе нема да сме во состојба да купуваме униформа за која што ништо не знаеме. Денеска ја имаме униформата, ги имаме квалитативните карактеристики, ја имаме производствената калкулација на униформата, така да многу лесно можеме да претпоставиме и која ќе биде цената по која што би ја купувале униформата. Од левата страна, сите одлично ми е позната, таа е борбената униформа, ја имаме во две изведби. Едната изведба би е универзална борбена униформа и уште една изведба имаме основна борбена униформа. Нашите војни стратези сметаат дека универзалната борбена униформа ќе ја користиме во мировни мисии и ова другата основната, која што малку по така на зелено, таа би ја користиле во сега во домашни прилики, а се разликува според амбиентот. Амбиентот е континентален и амбиентот е предпоставка би било таму кај што се посушни предели. Ние, оние што ја работевме униформата, направивме уште една униформа, поспециализирана униформа која што е за предели каде што се посушни предели каде што зеленилото е многу малку присутно, со тоа што армискиот дел може да ја користи, може во прилики или во мировни мисии кога ќе смета дека пределот исклучително одговара за таа униформа и ја нареков исклучително пустинска униформа, ќе ја презентирам и нејзе. Тоа е ова униформа, униформата за која што ви реков дека е изморено планирана за мисии во исклучително сушни предели.